На 50 на метри од последните куки на западната страна во селото Видовиште се појави извор на геотермална вода. Први го забележале членовите на семејството Штериови, кои токму на местото каде што излегла водата имаат нива засејана со есенско жито. Сепак не се изненадиле што одеднаш во средината на имотот се создал голем поток, затоа што според сеќавањата и кажувањата на нивните постари предци и порано овде се појавувала топла вода од земјата. Постоја една бања тука, стара бања, која кажуваше еден кустус дека е од римско, па се користиле турците за амам. И после тоа било е, веројатно кажуваше некои нашите стари дека биле сушни години и прекинале водите и турците се иселуват и бања амамо се растура. Пред неколку децении, кога се правеле геолошки истражувања на другите извори во Кочанскиот регион, имало стручни испитувања и на оваа локација. Кога ги бушеа топлите води геолошки од Словенија, беа тука и тука две бушотини направија и двете бушотини искочи топла вода. Кажа дека на 12 метра водата. Баш тука овај дел. И дека е ладна, овај е млака, 18 степена. И дека има водата е јака, има подземни води, извира доле во Бргалница. Како доказ дека водата што излегува на ова место има повисока температура од другите извори во околината е што житото во нивата во близина на изворот побрзо напредува. Во минатото, жителите на Видовиште ги користеле благодетите на топлата вода, пред се за одржување на хигиената во домовите. За прање знам се користеше нашите баби, мајки, поставува котли. Кога дојде времето, обично излава пролета, кога е време за чистење, за Великден, оно, за чист понеделник, дојдат тука, постават, перат, исперат и си одат. Штериов вели дека во периодот кога можело нешто да се направи со топлата вода, луѓето одовде биле на школување во странство или на работа во други градови, па ја испуштиле можноста. Сега пак интересот за нејзино искористување е зголемен, но вели дека навлегле во постари години, а помладите веќе го напуштиле селото. Со тоа и потенцијалот на изворот најверојатно ќе остане неискористен.